Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, колеги пратеници. Основната цел на овој предлог закон е да се создаде можност за поефикасно пропишување на методи и системи за оценување на административните службеници за поквалитетни и мотивирана администрација. Со донесувањето на овој предлог закон ќе се спречи спроведувањето на казните од нелогичното оценување во 2015 година. Исто така ќе се врши и одлагање на примената на членовите 64, 65, 66, 67 и членот 68 од Законот за административни службеници до 1.1.2017 година. Овој предлог закон е на бројните средби со голем број на административни службеници кои што се жалат на тешкотиите со кои што се соочуват секојдневно на своите работни места. Особено се жалат на притисоците од политичките притисоци и се жалат на грубото оценување на новиот закон за оценување на административните службеници. Господа од власта, за 10 годишното ваше владење успеавте во сите општини широм Републикава, па и во мојата општина Радовиш, да ја пренатрупате администрацијата со голем број на вработувања на ваши партиски послушници, на ваши роднини пријатели, дури и на членови на потесното семејство, на ваши видни функционери, дури и на првите луѓе во општината. Но во меѓувреме овидовте дека работите не ви одат онака како што ги планирате, сакавте да правите чистка на оние кои што веќе не ве слушат во партиските наредби, на оние кои што не ви се партиски подобни и затоа решивте да донесете закон за оценување на административните службеници. Закон кој што повеќе пати досега и го менувавте. И оценувањето на административните службеници, односно административните службеници ги користевте како едно заложниство, ги баравте од нив да ви носат гласачи, да ги слушат вашите партиски директиви. Во вашиот закон, кој што го донесовте во 2014 година, а со примена во 2015 година, измисливте, односно прикажавте оценување од 1 до 5 и оваа оценување да го вршат нивните предпоставени шефови или раководители, за кои што добро знаеме на кој начин и од кого се поставени на тие позиции. Со вашиот досегашен закон, кој што беше во 2015 година, ги оценуваше административните работници, имавте можност со 5 оценки да бидат оценувани само 5% од вкупниот број на вработени во институцијата. А оние останатите административни службеници, кои најодговорно, најпрофесионално си ја вршеа својата работа, не можеа да добијат од ограничените 5. Оние кои што беа оценети со делумна задоволува, беа казнети на своите плати во период од 1 година со 20 или 30% од својата плата. Оние кои што беа оценети со оценка незадоволува или 1, добиваа и отказ, можеа да добијат отказ за одработа. А оние пак со 5 си беа наградени со бонус плут, односно 13-та плата. Вашата цел, вашиот заклучок, господа од власта, беше јасен. Ограничени 5, а задолжителни казни. Еве конкретно за во мојата општина би сакала да прашам, како тој одговорниот шеф
предпоставен на административните работници во собранието на општина Радовиш, ќе ја оцени работата на сопругата на градоначалникот на општина Радовиш, која е вработена во ЕЛС Радовиш. Како тој одговорниот шеф ќе ја оцени работата на сопругата на председавачот на Советот во општина Радовиш, која исто така е вработена во ЕЛС Радовиш. На ваквиот начин на оценување, административните работници се многу гневни и револтирани и велаат дека на тој начин нема мотивирана администрација. Вашиот досегашен систем на оценување е многу јасен дека награди или петки за оние нашите во наводници, а обавезно казни за оние не нашите. Да подсетам, господа од власта, администрацијата треба да биде служба на сите граѓани подеднакво, без разлика која партија е на власт. Сведоци сме, сакале да признаете или не, во Република Македонија администрацијата е пренатрупана и партизирана од партијата на власт или поточно од фамилијата на власт. Дури и Европската комисија во извештајот нотира дека македонската администрација е партизирана. Господа од власта, и во 2016 година имавте намера повторно да оценувате и казнувате. Но намерата ви ја откривме и повеќе не може да се дозволи оној предпоставениот одговорниот шеф да донесува казни или откази по политичка волја. Затоа, денес овој предлог закон го предлагаме да се одложи оценувањето на административните службеници до 2017 година. Се до тој период ќе имаме пошироки дебати, расправи, во кои што ќе бидат вклучени сите засегнати страни, ќе биде вклучена и експертската јавност и ќе донесеме поконкретни, подобри начини со кои што ќе имаме мотивирана администрација, а не како што сега администрацијата ни е демотивирана, разочарана од ваквиот начин на однесување од партијата на власт. Апелирам овој предлог закон да го усвоиме сите заеднички за доброто на административните службеници. Благодарам.